Аналитиката на апликантите од јавниот повик Стартапувај 3 покажува дека околу 42% од вкупните апликации, односно од апликантите, се уствари проектни тимови, а таа е новина што за прв пат ја воведовме на овој повик, односно на инструментот Стартапувај. Битно да се напомене дека можноста ја отворивме со цел сите што имаат бизнис идеја да аплицираат во фондот, меѓутоа тие проекти што ќе бидат избрани првично ќе имаат обврска да отворат фирма, па потоа ќе склучат договор со фондот. На јавниот повик Стартапувај 3 пристигнаа рекорден број на апликации, односно 616 апликации, што доколку се анализираат сите повици по инструментот Стартапувај, навистина неколкократно е зголемен бројот на апликанти и навистина е рекорден број. Покрај финансиската подршка која компаниите ќе ја добијат од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, би сакала да напоменам и дека преку нашите партнери нудиме дополнителна подршка, а тоа се фактички подршката која нудиме врз основа на меморандумот за соработка кој го имаме подпишано со НЛБ банка, Silk Road банка, Прокредит банка и Унибанка, при што банките нудат повластени услови за стартап компаниите. Меѓутоа, исто така, преку Amazon Web Service обезбедуваме и кредити за користење на клауд платформата, со што навистина се зголемува бенефитот кој го добиваат и нашите корисници, меѓутоа и апликантите во Фондот за иновации и технолошки развој. Сите овие апликанти, 616, кои ги имаат поднесено апликациите, би сакала да информирам дека сега поминуваат следи фазата на предселекција, каде се оценувани од страна на секој проект оценуван од страна на тројца домашни лица, а секој предлог проект кој ќе помине фазата на селекција следува во понатамошна фаза и како за сите други инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој би сакала да напоменам дека мандатот за финален избор и носење на конечна одлука ја носи Комитетот за одобрување на инвестиции, составен од 5 интернационални докажани експерти во област.